ова што ќе го кажам, сакате смејте се, сакате не се смејте, не е смешно, ние се убивме од смеење, ама поентата идам навека према дома, нели, бев нешто да пазар, и ми текне една случкава од кај што седевме место, и викам, добро бе, шо не е во ред со нас? Ај, македонци веќе, не, мора нешто да не е во ред со нас. После се чудиме зашо сме там, зашо менталитетот ни е таков, зашо не примаат вамо, не примаат онамо. Седиме у едно кафанче, значи ништо, онака салатка, една раке, мислам, ни пие, ни да кажеш, ни ништо, а тука е така отворено света. И дојде еден тип, на бизнис партнер му е од Шведска, он е од швеѓанец, а овој му е као бизнис партнер, ама има живеено у Шведска, нашиот, мислам, шведски збори, то. И седиме, и едно време, прво ова се случи, проаѓа еден тип со два онакви пудлици, или како се викаат оние малтешки пудлици, малтезери, како ги викате, не е битно. И ми извлекол праменчиња на овие пудличкиве виолетови. А он самиот си извлекол виолетови праменчиња. И така се годи малце теткасто, така, ученцава исто ко него, така. Мислам, така еден етеричен тип, поетичен така, во изгледот од движење. И сега тука малце и како седиме, го гледаме и штама на маса и еден од масава, а од мало тука вика, абе, вика, овој да не е булјаш. А овој до него вика, не бе, не е булјаш, пеливане. И тука земе да се смееме, као луди. А овој швеѓанецот гледа се смееме, овој, нели, бизнес партнерот негов од Скопје тука, исто се смее. И овој му вика, шо е смешново? И овој као се обидува да му преведе на шведски, стига до ние моментите булјаш, пеливан, не знае да му ги преведе. И овој ништо, се обидува, нешто, гей, па рестлер, нешто демек борач, ама ништо не сваќа поентава која, не ни ги знае нашиве, како да кажам, ова е малограѓански, урбана, не знам, смисла што им даваме, појма немам каква да кажам. На нашиве, нели, трауми из детинство. Не се, помина тоа што помина, се смеевме, и влага еден тип, исто од, мислам, у Скопје живе, ама од друг град и у Македонија, ама долго време живее тука. И како влага овој еден на масава што седи, не е пак швеѓанецов, не е овој неговиот бизнес партнер, така кивна, што мислам дека на мачкава тука што седеше надвор под едно масиче, ушиве и падна. Абе, сите вака се стресуеме. А овој што дојде, меѓу време мртов ладен. И му вика на овој што кивна, прв пат ти е ова денес? Овој му вика, да бе, прв пат. Па овој му вика, па и на Куров. И ние тука почнеме да се смееме ко луди. Не можеме, и швеѓанецов пак му вика на овој бизнес партнерот, му вика, демек, дај бе преведи човече ова, што се смеете, дај ја да се насмеам. Овој па почне да му преведува на шведски, па стига до ние моменти, дој на Куров, не може да му преведе. Нешто му кажува, веројатно некој еуфемизам, нешто така, овој го гледа бледо, не реагира. И овој нашиот што знае шведски се изнервира и ми се врти мене и ми вика, абе глумец, дај бе, можеш ли вика на овој да му преведеш, вика, ова на англиски да го свати ова што е? Но викам, од кај курија да му преведам, уста го гаѓам. И тука почињаме да се смееме. Овој пак гледа. И тоа нема крај. И му вика, преведи ми, молим те, зашо се смеете цело време, вика, сум како исклучен од...
И он му вика, не можам човек, ова како да ти го преведам. Не се, станав, морав да идам нешто да пазарам, се враќам по пат и тоа си го помисли. Пази, луѓе на 50 години, сите тука, кој, ја нешто кој, јаки кломец, нешто интелектуалец, многу паметни работи, кажем, не знам кој тој доктор, бил овој инженер, бил овој бизнисмен, бил овој. Идам навеќе и свикам, дури не знам колку совршено да му преведеше на швеѓанецов муабетот, инаш, шо муабет правевме, на шо се смеевме, тешко дека ќе можеше да го свати. И затоа си идам навеќе и свикам, добро бе, шо не е уред со нас? Тоа нека биде прашање за сите нас или сите вас кои го гледате ова на Facebook. Што не е во ред со сите нас? Стендап Македонија! Иначе, денеска е многу тешко да бидеш патриот. Најтешко. Ги нема многу патриоти денес у нашава држава. Мислам, има два вида на патриоти. Едниве патриоти се агресивни, мачо патриоти, ебачи. Како овој градоначалников сега на локалниве избори на ВМРО, таму некои селски општини што се обидуеше да стане, и у некое село се качил на говорница и почнал да ветува дела. Ако ме изберете, ќе ви направам модерен асфалтиран пат, ќе ви направам канализација, ќе ви направам водовод, ќе ви направам школо. И некој од толпава му рекол, ама какво школо, па во селово нема деца. И деца ќе ви направам. Тој е агресивен, а овој патриот ебач. А овој другиот вид на патриоти, познавам еден таков, тој се вика Рајко и не ми е род, побожен до коска и голем патриот. Пред години 7 Рајко беше клошар клод, а сега е фраер, богат како брод. Им зборува на сите и зиме и лете, контра абортусот и за трето дете. Лесбека штом види, целиот се тресе, ја мрази што не сака бебе да му снесе. И педери нејќе ги множи со нула, покрај портата триумфална сака и Ајфелова кула. Рајко е силен, партија го штити, вели овде нема гладни, сите се сити. Женете Рајко по цел ден се фали, како жена му по 3 пати во денот ја гали. И баш сега, пред некој ден, жена му го фатила во позиција зен. Крсно зе тој седел и шмукал патла клет, а партнерот му подпевнувал ко птица во лет. После го примил, така се испостави, Рајко сега тажи, жена му го остави. Стендап Македонија!